Лекарите при вршење здравствена дејност и давање здравствени услуги стануваат службени лица кои вршат службена дејност и секој напад врз нив додека ги извршуваат работните задачи ќе се смета како напад врз службено лице. Ова е предвидено со насрад законот за лекарска дејност. Апсолутно нешто што ние го баравме на база на случаите кои се случуваа во здравството, низата напади на лекарите, па и на другите здравствени работници со тешки инциденти, знаете дека имаше и огнено оружје и навистина големи насилнички напади. Некој од нив доби судска разрешеница каде што се докажа дека здравствените работници воопшто не биле виновни, туку било излив на бес, некултура и не се оддеветно постапување на пациентите, дури и кривична акција на пациентите, така да сметаме на овој начин ќе бидат заштитени еден сегмент на јавни работници кои треба да бидат заштитени и да си работат професионално својата работа. Според овој закон, лекарот има право да одбие да укаже лекарска помош на лице кое се заканува или физички агресивно се однесува кон него и другите здравствени работници, или тоа го прават членови на неговото семејство. Исклучок од ова правило е само ако станува збор за итни случаи, доколку на лекарот во вакви случаи му е обезбедена заштита од полиција или друг вид на заштита, должен е да укаже медицинска помош. Законот доаѓа по низата напади врз луѓето во бели мантили. Најкарактеристичен напад во последно време во регионот е нападот врз лекарка од Кочанската болница од страна на роднина на пациентка, пошто следуваше и штрајк на низините колеги и барање за поголема заштита.